И кујната е столб на семејството. Да, како Ангела како домакинка, јас секогаш велам домакинките се за респект. Тие се домашни менаџери. Многу е важно да изменаџираш едно секојдневие, да сготвиш децата, да ги испратиш на училиште, да ги пречекаш. Сопруга да си го пречекаш да мириса нешто свежо сготвено. И навистина е за пофалба, а ние некако ги подценуваме тие самиот термин домакинка. Како вие го доживувате ова? Јас сум многу среќна со самиот факт дека сум дома. Одлуката да останам дома е заедничка на Јовица и моја, затоа што свативме дека ако јас одам на работа, ако сум јас излезена од дома, целото семејство ќе биде раштркано секој на своја страна. Јовица намерно или ненамерно ќе има повеќе ангажмани на клиника, односно сега веќе во Систина. Децата наши ќе треба да ги распродадеме кој е по градинка, кој е во дневен престој и да си го скратиме нашиот живот кој што го имавме до тогаш, односно кој што го имаме и сега. Наместо тоа ние си направивме наша мала оаза, сопствена оаза. Тоа е нашата куќа во Визбегово, каде што сме сите на купче и каде што не ни треба апсолутно никој друг од страна за да ни ја дополни љубовта, да ни го збогати животот или пак некој нешто да може да изнесе од нашата куќа, да речем. Особено не патките. Не. Значи, ние си живееме во тој наш мал свет, кој што е полн со љубов и мене ми е драго што сум таму. Мене ми е драго од сабајле да ги разбудам децата и да ги спремам поголемата за во школа правача. Мене ми е драго Јовица да го испратам на работа и да ги дочекам сите насмејана, среќна, нели? И да му поставам на Јовица чаша ракија и да се напиеме за ручек заедно. Кој е бенефитот да си има помлада жена, го прашав фронтменот на Риблја чорба, Бора Ѓорѓевиќ, и само погледнете еден краток инсерт од 6 секунди, што кажа, каква експресија. Погледнете ме како изгледам, молим се. Па морам да будем обавезен да пристойно изгледам. Гледате ме како Погледнете изгледам. го Јовица како изгледа. Ништо повеќе не можам да додадам. Апсолутно. Бора Ѓорѓевиќ беше познат по својата неуредност. Значи, еве што е инспирација. Веќе се чешла, се негува, се бања, така да љубовта е чудо. Љубовта е чудо, студенти. Да ве слушна малку вас. Од сето ова што го издискутиравме со нашите гости, што го видовте како во прилог во емисијата, имате ли поставите некој сериозно академско, не сирџиско прашање? Да слушаме незрелство. Стефан, како на тебе сите навалја, дајте вам, имаме туку и други студенти. Да, па би сакала да поставам едно прашање до Ангела. Нели ви беше тешко на почетокот додека се навикнете вашиот маж на работа, нели вие дома седите? Не. Не, затоа што почетокот наш беше кога јас бев активна, јас одев на работа. Така, Значи, двајцата бевме со обврски, а потоа се сретнувавме дома и го имавме целото попладне, целата вечер само за нас двајца. Меѓутоа, откако се родија децата, откако се преселивме во нашата куќа, имаме еден друг тек на живот. А нели ви е малце потешко, еве хирург, мислам, не е лесна работа. Знаете зашто? Веројатно иде на патување често или не знам работи. А вие сама дома или слично? Со патки, со фауни. Нема време да биде сама. Да, немам време да бидам сама, тоа е точно. Меѓутоа, јас никогаш немав представа за тоа мојот маж како треба да изгледа и кој би требало да биде. Значи, јас знаев каков треба да биде. Поима немав дали ќе биде доктор или адвокат или не и се. Тоа нема никаква улога во мојот живот. Кога веќе се одлучив за доктор Јовица Угриновски, знаете ли зошто реков да на крај? Затоа што доктор Јовица Угриновски во тој момент не дежураш, е единствен доктор. Ако дежураше, немаше да го земе. Да, ове заповеди. Од страф од конкуренција? Не, сакам да си до мене. На жалост, економските можности терат и она што го велат еманципација на жената. Жената, бркајќи своја кариера во име на еманципацијата, станува заробеник на собствената желба за еманципација и останува ни професионалец, ни домачинка, ни сопруга. И страдаат сите. И после се чудиме што меѓу нашите деца има неуротичари, фрустрирани деца,
подоцна психопати, социопати и така Па натаму. Клара Цеткин и Роза Луксман упропастија со еманципација, што не беше дома домаќинки, а мажите Столбот работат. на семејството е жената. Не вела за џабе, за секој успешен маж стои добра жена. За многу успешен маж и обрат. не стојат многу жени. Многу шармантно. Повели? Професоре, јас ќе се навратам на почетоците на вашата врска, поточно моментите на вашето објавување на врската и кажавме за многобројните општествени предрасуди со кои сте се соочиле како двојка. Меѓутоа сакам да прашам колку всушност тие општествени стеги представуваа еден вид на мотив да обстоите во тоа што го намерувавте заедно. Ние ги предвидовме. Ние седевме со вечери дискутиравме, нели, за тоа што све може да се случи, што све ќе се случува кога ќе се објави нашата врска. Практички бевме спремни на све, бидејќи однапред анализиравме. Јас си поставував прашања на Ангела, дали си ти спремна да се соочиш со тоа? Нели? И јас себе си поставував прашање дали може. Меѓутоа, ако сте сигурни во врска, ако сте сигурни во себе, бидите без грижа, можете све да пребродите. Не беше лесно, за среќа беше краткотрајно. Само неколку месеци додека околината ја свати аурата, ја свати пораката. Немаше опрека, нели, кога гледаа како зрачиме еден поред друг, кога ние малце што сме дома 24 часа заедно и на коктел каде што иде човек да се сретне со други особи, ние дискутираме едни со други, па не зезаат пријателите. Аман вика достави ја, нели? Значи, бидите сигурни. Ако сте сигурни во вашата љубов, без оглед на препреките, ќе ги пребродите. Мислам дека многу научивте вечера. Ова е животна лекција која не се предава на факултет. Ке имате од сега понатаму во секоја емисија на Сексуална азбука, која следува секој петок, 22 часот и 15 минути. За крај можам огромна благодарност да ви изразам. Навистина ми беше и чест да слушнам една приказна која е за респект, за роман, за на филм. Не е единствена и едноставна. Благодарноста треба да биде упатена кон вас како особа која што се дрзнала да го постави ова прашање јавно на телевизија од правиот аспект. Бидејќи оние аспекти кои што ни се сервираат преку жолтиот печат или жолтите емисии на електронските медиуми се токму тоа што не треба да биде. На жалост, нели, првите спознанија за сексот, за љубовта идат преку жолтиот и печат. добиваат искривена слика. Ево уште едно прашање тука созреа. Не е само прашање, туку обичен коментар веќе за на крај. Повели? Професоре, вашиот примерот со вашиот брак и примерите кои имавме можност претходно да ги видиме се значајно всушност придонест во разбивањето на секојдневните стереотипи со кои се соочуваме во секојдневното живење на нашето општество. И ваша задача е, колеги. Вие утре ќе делувате прво како млади луѓе, како луѓе и како лекари. Ваша задача е да ги разбиете тие предрасуди, кои што се, на жалост, и во 21. век присатни. Со вас никој не разговарал за љубовта. Никој не ве подучувал за сексот. Ве учел ли некој? Нели, сите сме самоуци, па на крај ќе кажеме добро се снајдов. Не е то. Нели, мене никој не ме учил да пијам вино, а пиењето на вино е наука, умешност и уметност. Исто и водењето љубов. Така е. Повели, Стефан? Професоре, а вие ги едуцирате вашите ќерки? Да. Нашите ќерки се мали, значи спомнав дека имаат 65 години и имаат прилика кога ќе бидат едуцирани, сигурно дека ќе бидат она што е во доменот на нивната возраст. Да, сакате да ви дадам еден пример? Може. Да, кажете. Па пред некој месец дена бевме во апотека со поголемата ќерка, со таа која што веќе има полни 6 години. И апотеките така како што се кај нас украсени, нели? Детето гледа, мамо, може ли овие бомбончиња да ми ги купиш? Може ли овие бомбончиња да ми ги купиш? Јас велам, да, добро, додека да завршам работа, тоа што мене ми треба да го купам. И во еден момент ме праша, беа поставени, значи до бомбоните беа поставени кутија презервативи. И он ме праша, мамо, што е ова?
Јас си реков, мама, ќе ти објаснам, тоа не се бомбони, ќе ти објаснам кога ќе излеземе, нели да не правам гужва тук. Кога излеговме, детето не го заборавило прашањето и повторно ме праша, мамо, не ми кажа што беше тоа. Што мислите, што ја реков? Не е ништо. Јас морав, јас сум должна, јас сум мајка, јас сум родител, јас сум должна на мојата ќерка да ја објаснам онолку колку што и доликува на возраста. Јас си кажав, да, тоа сине за тато и за мама, кои што го користат средство за ако не сакаат да имаат бебе. Апсолутно добар одговор. Оној момент кога ќе биде доволно возрастна да објаснам што е тоа, јас сигурно дека ќе го кажам. Ако мислите дека вечерва не зборувавме за сексот, се лажете, тогаш не знаете да слушате меѓу редови. Ние вечерва зборувавме за водење љубов, а животот на нашите гости е уметност на водење љубов. Гушнете саканата личност покрај вас, за да се разбудите утре дента спокојни и нема да ви пречи. Ниту рецесијата, ниту политиката, ниту временската прогноза, а бога ми ни шефот. Добра и длабока ноќ, останете со Македонска телевизија.